Во ова издание на Newsflash ке гледате. Отворен Балкан е економска можност за земјите од регионот да направат своја економска зона без при тоа да зависат од онаа на Европската Унија. Што се случува во Украина по 100 дена откако Русија ја започна инвазијата? Локалните фудбалски академии во Украина ги отвараат вратите за децата бегалци. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чаномовски. Главна политичка цел на сите од регионот е дека Западен Балкан мора да стане дел од Европската Унија. Земјите од Западен Балкан се тесно поврзани. Кога има напредок во една земја, тоа е поттик за напредок и во другите земји. Европски е да си помагаме, а не да се блокираме, меѓу другото рече премиерот Ковачевски на самитот Отворен Балкан. Премиерите на Северна Македонија Димитар Ковачевски, председателот на Србија Александар Вучич и на Албанија Еди Рама исто така порача и дека местото на Западен Балкан е во Европската Унија и оти ова е идеја која ќе има се повеќе приврзаници. Тројцата лидери порача дека и останатите земји од регионот се добродојдени во иницијативата. Српскиот председател Александар Вучич рече дека на регионот никогаш како порано му е потребна меѓусебна соработка поради актуелната состојба со недостатокот на храна. Заменик државниот секретар Габриел Ескобар во видеообраќање како и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј порача дека САД и Европската Унија ја поддржуваат оваа иницијатива. Ескобар рече дека го поддржува Западен Балкан бидејќи има потенцијал да биде центар за обновлива енергија, како што ќе ни помогне да се справиме со климатските промени. Има капацитет да биде центар за течен природен газ и да ја помогне на Европа да се ослободи од зависноста од рускиот газ. САД ја поддржува иницијативата Отворен Балкан, како што рече Ескобар, ова не е политички проект, туку е важен економски проект и важно е да се фокусира на создавање можности за луѓето од регионот. Така ќе имате и повеќе поддршка, рече Ескобар. Вархеј рече дека се додека иницијативата се заснова на забрзување на приспособување на правилата и нормите на Европската Унија, Унијата ќе биде тука да помогне. Минатиот викенд се навршија 100 дена откако Русија ја започна инвазијата на Украина. Гласот на Америка се осврнува на тоа како се одвиваше конфликтот и како тој ја наруши европската безбедност. На 24 февруари рускиот председател Владимир Путин објави, како што рече, специјална воена операција во Украина. И для этого мы будем стремиться. Ќе се стремиме да демилитаризираме Украина, ќе ги изведеме пред лицето на правдата оние кои извршиле повеќе злосторства против цивилите, вклучително и руските граѓани. Експлозии одекнуваа низ Киев. Руски тенкови и оклопни возила почнаа да ја минуваат границата. Суверената европска нација беше нападната, што го предизвика најлошиот конфликт на континентот од 1945 година. Руската војска започна брутален напад врз народот на Украина без провокација, без оправдување, без потреба. Ова е напад со предумисла. Руска оклопна колона долга 64 километри се приближи до Киев од север, но тактичките грешки доведоа до застој во напредувањето на Русија, бидејќи вооружените сили на Украина пружија жесток отпор. До април, руските сили беа во повлекување од главниот град. Тие оставија зад себе хорор. Во градовите како Буча, украинските сили открија масовни цивилни гробници. Русија тврди дека доказите се измислени. Ова се воени злосторства и тие ќе бидат признати од светот како геноцид. Злосторствата ги поттикнаа НАТО и западните земји да ги засилат своите распоредувања во Источна Европа и да го зголемат снабдувањето со оружје за Украина. САД досега ветија 53 милиарди долари воена, економска и хуманитарна помош. Се согласивме дека мора дополнително да ја зајакнеме и одржиме нашата поддршка за Украина за да победи. Финска и Шведска, кои со децении останаа неутрални, поднесоа барање за влез во НАТО за време на руската агресија. Војната предизвика огромен екзодус на украински бегалци. Околу 6 милиони бегалци во соседните земји и дополнителни 8 милиони внатрешно раселени лица во Украина. Гранатирањето на цивилни објекти и протирувањето на големо цивилно население може да биде дел од рускиот план, бидејќи тоа добро би им дошло.
Западните санкции ја затегна економската јамка на Русија, предизвикувајќи драстичен пад на незината валута. Соочувајќи се со зголемени воени загуби, Русија ги пренасочи своите сили во источниот регион Донбас. Стратешкото пристаниште Мариупол беше целосно уништено. Десетици илјади цивили беа убиени. Борбите продолжуваат да беснеат на истокот. САД ќе почнат да испраќаат артилерија со долг дострел во Украина, нешто што Киев долго го бараше. Ако ја комбинирате украинската храброст и вештина и подготвеноста да ги бранат своите домови од оваа неиспровоцирана инвазија со поддршка од Западот, тогаш искрено ќе мораме да ја обезбедиме на долги патеки и мислам дека на долг рок ова ќе биде голема стратешка катастрофа за Путин. Но краткорочно, да бидеме јасни, сликата е измешана. Конфликтот веќе ја наруши европската безбедност. Мировните преговори, чии домакин е Турција, се во застој. Сите страни се подготвуваат за долга војна. А на истата тема, со стотици илјади раселени украинци кои живеат во и надвор од западниот град Лавов, локалните фудбалски академии ги отвараат вратите за децата бегалци, со цел да им помогнат да го тргнат умот од војната. 10-годишниот Тимофеј се труди да се одржува во форма. Неговиот претходен тренер штотоку му испрати видео од стадионот во Мариупол, уништен од руското гранатирање, каде што се надпреваруваа нивниот тим од Днепар. Там заняли друге місце. Таму го освоивме второто место, изгубивме во финалето од Мариупол. Гарний дуже стадіон. Прекрасен стадіон, нели? Криша була, а тепер вона... Имаше покрив, а сега урнат. На почетокот на март тие го напуштија родниот град на периферијата на Днепар и отпатуваа со воз на запад, бегајќи од руските сили. Тимофеј и неговата мајка Свитлана во моментов се чувствуваат удобно во Лавов, освен ако нема воздушни напади. Тие заедно посетуваат фудбалски тренинзи 3 пати неделно. Тимофеј игра фудбал уште од мал. А він, коли народився, йому... Откако наполни една година се залюби во топката. Имавме топки наместо играчки. Играта му значи се. Секојдневно посетувавме тренинг, па дури и во недела наутро, освен во сабота. Тогаш имавме турнери. Овој добро одржуван стадион во Лавов со сосема нова вештачка трева е место каде вежбаат локалните деца. Неколку фудбалски академии на Лавов, како што е познатиот професионален клуб Карпати, ги поканија децата од раселените семејства бесплатно да се приклучат на тренинзите. Тиждень тому назад. Пред една недела имавме над 45 деца. Остануваат деца од источна Украина, од регионот Керсон. Сега има мал пораст, бидејќи жителите на Киев се враќаат дома. Дуже багато батьків з ними приходять. Вообичаено, многу родители посетуваат тренинзи заедно со децата. Колку што можам да видам, им се допаѓа. Не можеме никого да вратиме. Марк Ваша пристигна во Лавов од Северодонецк. Семејството на Марк се преселило во засолниште во фабрика за азот, каде што останале 3 недели пред да се евакуираат. Играњето фудбал му помага да се бори со анксиозноста предизвикана од неизвестноста. Бомбосховище. Во засолништето и дома само седев, лежев, не правев ништо. Сакав да играв, тука конечно успеав. Тоа многу помага да ви го олесни умот. Професионалната фудбалска сезона во Украина беше закажана за почетокот на март, но сега стадионите во Мариупол, Чернихив и многу помали арени се уништени со гранатирањето. Неколку од активните и поранешни фудбалери се приклучија на украинската армија, односно единиците за територијална одбрана и заминаа во првите борбени редови. Загинув наш Артур Гриценко, який... Нашиот Артур Хришченко, кој играше за Карпати, беше убиен. Го познавав многу добро, тоа длабоко ме шокираше. Живееше во Франција, но се врати дома да се бори. Луѓето умираат, барем умираат за својата земја. Јасно ми е дека ќе победиме. Според УНИЦЕФ, околу 3 милиони украински деца се раселени поради руската инвазија на Украина и им е потребна помош. И тоа беше се. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чаномовски од студиото во Вашингтон. До утре ви посакувам пријатен остаток од денот.